Добар ден на сите и добре дојдовте во најновата епизода на емисијата Разбистри се. За сите оние кои што се уште не се упатени, станува збор за емисија која што ќе ги поврза младите и екологијата. Па така темата на денешната епизода е на кого станува борбата за климатската правда, дали на младата индивидуа или на младото општество. Во денешната епизода, водителка со мене ќе биде Калина Качаровска. Здраво, Калина. Здраво, Ана, здраво, Васил, здраво, Ева. Ефте ми е мило што имам шанса да дискутирам со двајца волку паметни млади луѓе. И мило ми е што имам Ана како партнерка, па баш сум и возбудена за како ќе ни се одвива дискусијава. Ете, како што најави Калина, денешни говорници ќе бидат Васил Ханџиски и Ева Стојчевска, средношколци, екоактивисти и волонтери во организацијата Go Green. Ева и Васил, јас ви благодарам што ја прифативте нашата понуда да бидете дел од оваа емисија и искрено не случајно ве одбравме вас. Во денешно време речиси секој човек кој што ќе направи одредена активност или ќе се заинтересира малку повеќе за одредена тема, може себе си да се нарече активист. Сега, прашањето е кој е Васил, а која е Ева и што е тоа што вас ви издвојува како активисти? Најпрво би сакал да се заблагодарам за поканата на емисијата. Доста ми се допаѓа иницијативата што има почната и се надевам дека ќе имате и понатаму бујни дискусии со останати говорници. За мене, јас сум средношколец, ученик во гимназијата Никола Карев, 4-та година, сега сум матурант. Покрај тоа што сум средношколец, сум екоактивист, волонтер во Go Green, исто така и младински амбасадор за климатски промени. Се сложувам со тоа дека дефинитивно во денешно време сите многу често луѓето се нарекуваат активисти, со како што напомена со мало истражување на некоја одредена тема. За мене сметам дека нешто што ме одвојува, што би се кажало, иако сметам дека вистинските активисти се сите за себе посебни, сите си имаат своја приказна да раскажат. Ама кога станува збор за мене, сметам дека тоа што секој од нас како активист, како вистински активист што не дели се вредностите кои што ги носиме со нашиот активизам. Секој активист различно ги гледа вредностите и различно ги стекнува и кога ќе ги има стекнато тие вредности, за тоа што се залага го прави без смак. Една интересна приказна што е поврзана со тоа, кога бев неодамна во селото од каде што потекнува татко ми, и имаше една пољана на која што седевме јас, брат ми и сестра ми, и беше доста навалкана, имаше различни отпадоци и така натаму. И јас како седејќи така само нешто во мене се покажа немир, зашто е овака, зашто се случува во село каде што прилика бројот околу 500 жители. И така јас кога станав си само тонака почнав да чистам. По мене и брат ми и сестра ми тргна и на крај така едно саат време чистевме со полни кеси. Со полни кеси успеавме да го собереме цел отпад што беше таму. И на крај цело време ме прашува кога пак, дека сакаат пак. И мене тоа искрено ми израдува дека така некако можете од многу мал момент да се влие и на некои помлади генерации за да превземат они акција и да им биде занимљиво. Тоа би било приказна за мене и од аспектот на вредности, што го кажа што е многу битен, и мислам дека тоа нас не одвојува сите како активисти и со тоа што можеме да влијаеме и на други луѓе. Јас исто така ви се заблагодарувам многу за поканата и многу ми е мило што имам можност сега да разговарам со вас, Калина, Ана, Васил. И баш ми е мило што можеме да дискутираме на оваа тема која што можеби е сега актуелна, но никогаш нема доволно информации, секогаш се потребни се повеќе информации. Јас сум исто така средношколка, учам во средното училиште Никола Карев и сум 3-та година. Исто така сум екоактивист и сум младински амбасадор за климатски промени, волонтер во невладината Go Green. Се согласувам со Васил и на моментот на дека активист е секој на свој начин
Јас не знам која е дефиницијата за активисти, тоа што мене ми го ставаат тој момент на активист. Мислам, не ми пречи, меѓутоа не знам ни што точно значи. Јас само гледам да направам некоја промена во светот, која што сакам да се случи. Почнувам од најмалите нешто кои што можам да ги направам и ги охрабрувам сите оние кои што можат да направат нешто, барем и најмало што изгледа да го направат, бидејќи можеби нема одма да се види некој голем импакт, но понатаму дефинитивно на долгата трка има голем импакт и помага кон поголемото решение на целиот проблем. Активисте секој на свој начин, бидејќи секој на свој начин се залага за своите вредности, за своите верувања, за својата страст која што има, можеби нашата страст е екологијата и климатските промени. Меѓутоа, сепак, нели зависи од секој различно. Јас немам приказна да раскажам интересна како вас, само едноставно дека кога ќе се соберат луѓе од различни места, со различни потекла, со различни приказни на едно место, со една цел да направат нешто подобро во светот, е секогаш приубаво чувство и секој кој што помага со таа најмала работа е активист за мене. Ви благодарам на прекрасните одговори. Вие всушност на некој начин го одговоривте и следното прашање кое што го имавме, а тоа е како со личен пример бија разграничиле грижата на природата поради помодарство и грижата поттикната од тие искрени желби за некаква промена во светот. Така што ако сакате да додадете уште нешто слободно, доколку немате ништо повеќе да додадете, можеме да преминеме и на следното прашање. Јас би оставаме слободно. Да, извини, јас би додала чисто ради тоа што ние знаеме што се случува во светот и сме многу свесни за се што се случува и имаме информации повеќе од било која генерација претходна за што е тоа што е глобалниот проблем. Ако збориме моментално за климатските промени, дефинитивно се глобален проблем и сите сме свесни дека тоа се случува, но не пробуваме да направиме нешто. И пак би го спомнала моментот дека и секоја најмала работа прави разлика, затоа што е битен момент и многу луѓе, многу активисти млади го забораваат тој момент на дека и тоа најмало нешто како користење на бамбусови четки или метални цевки или можеби само нејадењето на месо прави голема разлика. Јас би сакал тука да додадам. Дефинитивно лично сега стекната навика ми е, што би се кажало, бидејќи имав пред неколку месеци, може година беше до сега, бев дел од една акција на чистење на водно, каде што на средно водно го чистевме. Имаше доста многу отпад, ама имаше, ако верувате, имаше кревет, односно душек. Имаше душек и тоа некако ме збуни што на средно водно се наоѓа душек и некако ми стана сега традиција секогаш кога ќе одам на водно да носам со себе кеса, дури или нешто за да си ги заштитам рацете, за да можам да собирам отпад бар на средноводно или патот нагоре, патот надолу, затоа што на такво прекрасно место каде што повеќето од луѓето, повеќето од скопјани си го поминуваат викендот седејки, има многу отпад и всушност се забележува како тие седејки на клупи, пиејќи сокови и така натаму, понатаму одма ги фрлат на земја, иако на неколку метри се наоѓаат канти. Така да дефинитивно убава практика е некогаш кога се наоѓаме некаде или ако ни е некое омилено место за пешачење, за шетање и забележиме дека има отпад, дефинитивно охрабрувам луѓето да си земат кеса со себе, да го собираат отпадот и на најблискиот контейнер или канта да го фрлат, бидејќи дефинитивно ќе нивното место за шетање ќе биде почисто и ќе се чувствуваат побава за себе си. Ти благодарам, Васил, ти благодарам, Ева. Сега би преминала на следното прашање. Вие кажавте индивидуални примери. Би сакала да кажам дека од мали не учат дека треба да бидеме одговорни, треба да бидеме свесни, информирани за климатските промени, да не загадуваме и слично. Меѓутоа,
Ме интересира каква разлика можат да направат тие индивидуални активности и колку тоа лично жртвување би можело да влијае на колективните активности. Можам ја прва да одговорам. За мене тие индивидуални активности или тие индивидуални промени не ги гледам толку многу од аспектот на можеби чистење на водно, што секогаш е супер, или нели некои други мали работи кои што можеш да ги направиш во твоето секојдневие, повеќе на едукација, затоа што сметам дека ние сме многу свесни за што се случува и сме многу свесни за климатските промени, како тие влијаат на нас, што значи глобално затоплување и кои се последиците, но не доволно, не со точни информации кои што се пресудни, за да може да стеднеме и да направиме разлика сите заедно на или некое поголемо ниво, не само на индивидуа. И нешто што јас го практикуваме на секој кој што барем малце е заинтересиран, можеби е и напорно, не знам, прашајте ги моите другари, зборувам за информациите кои што јас ги имам, они ги немаат, и пробувам на поедноставен начин да им објаснам што се случува и зашто е толку битен еден пикавец, зашто е толку битно едно парче ѓубре или едно ливче кое што ќе летне од ветерот наместо да отиде во кантата. Бидејќи моментално живееме во такво општество каде што мора ние да почнеме да правиме разликата, и можеби кај нас младинскиот активизам не се смета како решение на проблемот, но е решение на проблемот. И еден, двајца активисти кои што делуваат на индивидуално ниво, кои ќе се соберат заедно со уште тројца, со уште 5, со уште 10, може да направат некоја поголема разлика. Можеби нема да е на глобално ниво разлика, но придонесува за тоа што кога ќе влезеш во таа мрежа на луѓе кои што се занимаваат со тоа и ја делат таа страст и прават тие лични промени, како едукација на своите блиски, како чистење, како нејадење на месо или слично, дефинитивно можеш да усетиш дека не си сам. И тоа е многу убаво една мрежа, многу убава мрежа која што има многу убава комуникација и онака другари за цел живот имаш. Многу е убав младинскиот активизам од тој аспект и прават разлика. Не можам да ти кажам точно процентуално колку прави разлика еден пикавец, но можам да ти кажам дека прави разлика, затоа што еден пикавец помалку на земја. Јас би се надоврзал со тоа што кога го постави прашањето, одма ми текна на порака татко ми што ми ја спомна. Успехот во животот е со нашето дејствуваме бар да освестиме еден човек. И бар да дејствуваме на еден човек, односно да успееме да разбудиме еден човек, што би се кажало, затоа што ако ние како индивидуа успееме да разбудиме еден човек, тој ќе може да разбуди тој до него и така натаму, за да станат што повеќе луѓе свесни. Што повеќе луѓе свесни формираат заедница и општество, може да влијаат, они да се здружат и да дејствуваат за поголеми проблеми. Така да и на индивидуално ниво е многу битно да луѓето го приметат тоа во нас, дека ние го веруваме и дека ние го применуваме, затоа што глупо би било ако јас тука зборувам за нефрлање на отпад, собирање на отпад, и сега вие мене ме видите после тоа на улица и јас како фрлам отпад. И така моите зборови паѓаат во вода. Така да многу е битно затоа што индивидуално ниво што повеќе работиме на тоа и што повеќе веруваме и се држиме по тие некои наши идеали, тоа повеќе ќе може некој на нас да ни верува, повеќе луѓе на нас да ни веруваат, мислам да веруваат дека тоа е така, дека тоа е проблем, за да може да дејствуваат на колективното ниво. Преку вакви емисии дефинитивно може да се поттикне некој кој да ја слуша емисијата, да си каже чекај што се случува, можеби ова така, можеби не е, да истражам и така натаму. И како што напомена Ева, доста битно е на индивидуално ниво што може да дејствуваме на нашите најблиски, околу нас, тие што се другари, семејство, затоа што повеќе им се говори на нив, како што би се кажало, ќе им смачи по некое време. Еднаш ако им кажеш него фрли ѓубрето, ај ќе си кажеш добро, втор пат ќе му кажеш ќе го фрли, третиот пат веќе му станува глупо. И истина би сакал да споделам една практика што мене лично ми се покажа ефективна, да така кога некој ќе се случи или собрани друштво, кога ќе се случи да остават отпад, јас тргнувам и почнувам да го собирам отпадот и да го фрлам во канта, и многу често се случува да сите станат и почнат да го собираат.
Така да и тоа е една интересна тактика што може да користите како индивидуално да действувате за да се за вашите знаења и со тоа што ќе правите да действувате повеќе колективно. Ева сега јас пред да се надоврзам, извини Ева, сакаше нешто да кажеш? Да, извини, само сакав да се надоврзам со еден личен пример. На другарка биле на чистење и немало каде да си го фрли пикавачот цигарата. И си го ставила во патиките помеѓу врвците на самиот почеток од патиката. И ми го кажуваше тоа како многу интересно нешто што го прават, нели, луѓе, не сме биле свесни и сега и она почнала тоа да го прави. Како што раскажува на луѓето околу неа за што направило тоа девојче и луѓето почнуваат да го прават и во друштво сите сме со пикавци помеѓу врвците во патиките. И онака чисто како нешто интересно, како пример, стана некоја практика наша што е нака апла интересна и не секојдневна, ама прави разлика. И кога ќе стигнеш до најблиската канта или најблискиот континент, ќе ги фрлиш. Само чисто тоа сакав да го кажам како ете интересен пример. Ева и пред јас да се поврзам со прашање, ќе се поврзам и со мои лични примери, затоа што ева може јас не сум екоактивист, ама сум млад човек и од малак, мислам, до дома нормално ме учеле не треба да фрлаш ѓубре на земја. Што е нели пак ќе речеш нешто што сите се учени како мали, меѓутоа би рекла дека ева конкретно во основно ретко кој го практикуваше тоа. И сега јас фина културно воспитана, цело време ќе си го фрлам ѓубрето во канта. И веќе на деца околу мене глупо им стануваше. Едно време дури почнуваа да ми се смеат, леле, зашто си толку честна, зошто толку културна, зошто вака, зошто така. И после некое време, можеби во 9-то одделение да речеме, нема да заборавам една другарка, не знам дали јадеше чипс, круасан, нешто такво. И сега бевме во летниковец седнати и слободно можеше да го фрли ѓубрето, затоа што околу самиот летниковец ѓубриња колку сакаш. Ама затоа што бев тука рече моце ми е срам од калина, нема да го фрлам, ќе го зачевам за ваканта. Што значи дека да, нормално дека тоа е едно пакетче од чипс немаше да значи кој знае колку за тој куп. Меѓутоа јас лично како индивидуа се почувствував убаво што на некој друг сум му влијаела на таков начин и би сакала така и да продолжи да биде. Или еве на пример, најдобра другарка на мајка ми е веган со години, значи откако јас ја знам, веројатно и многу претходно. И тоа го прави пред се кај не застанува од етнички причини, конкретно за животните. Меѓутоа со оглед на тоа што се најдобри другарки веќе толку многу години, а таа половина нејзин живот е веган, негде кога бев дали 7-8 одделение, пробавме и ние да бидеме дома не вегани, меѓутоа почнавме со вегетаријанци и почнавме сите дома. Еве ден денешен сум само јас останав и татко ми од време на време. Меѓутоа сепак тоа е нели еден ланец. Почна од најдобрата другарка на мајка ми, продолжи кај нас дома, од мене продолжи на уште неколку други луѓе стана. Така што убаво е сите тие навики кои што ги имаме да ги разговараме, да ги дискутираме и секогаш нели се произведува еден таков убав ланец на реакција. Па така еве сега би сакала малку и да ја пренасочам нашава дискусија конкретно кон темата која што имаме денеска. А тоа е како што кажа Ана, дали борбата за климатската правда е оставена на младите индивидуа или младото општество, нешто што сега веќе малку го начнавме. Меѓутоа пред да навлеземе, би сакала да прашам што е всушност она што нас овде каде што сме. Зошто ситуацијата со климатските промени и глобалното затоплување е толку катастрофално колку што е денеска? И дали за тоа се виновни неодговорните одлуки на индивидуата, на таа што фрлила чипс покрај летниковец, или пак сепак се одговорни оние нечовечки, неодговорни одлуки и чекори на општеството во целост? Васил, Ева, кој сака нека почне? Сакаш ти, сакаш? Слободно. Ја мислам, индивидуата е на различен начин, мислам дека е влијанието кое го имало за да бидеме до моменталната состојба на индивидуата и целото општество. Кога збориме за индивидуа, го разговаравме со свесноста и совесноста што го правиме ние. Фрлањето отпадоци, фрлањето пикавци, тоа е индивидуалното ниво, индивидуалниот придонес кој што ние го правиме и со нели останатите работи кои што ги правиме, кои што се штетни, тоа е на индивидуално ниво кој што ние го правиме. Општеството
општеството и донесувачите на одлуки имаат, како да кажам, на повисоко ниво и помасовно, бидејќи ја зафаќаат нели целата територија нашата цела Македонија. И сега кога станува збор, имаме ние кои што се политики за еколошки политики, за фабриките и за општините, но интересното е што може да се донесе закон кој што треба да го спроведе, на пример, и може да се донесе препорака кој што треба да ја спроведе општината, но општината ако нема капацитет нема да го спроведе тоа. Така да има доста од екополитиките кои што треба да ги спроведе општината, а не се спроведуваат бидејќи немаат доволен капацитет, дали човечки ресурси, дали технологија, дали парични средства за да го спроведе тоа. Тоа си протекува низ годините и затоа имаме една моменталната состојба која што се случува сега. Иако иронично дека ние сме една од ретките земји во светот која што има помал учинок сега на јаглероден диоксид во без разлика на 1990, тоа е само заради една статистичка грешка, статистичка среќа што имале правена, е што во таа година кога било правено истражувањето, имало многу пожари во Македонија. И пожарите нели нормално придонесуваат со својот јаглероден диоксид што го се испуштат од дрвата и така да затоа е таа статистичка среќа која што имале. А инаку дефинитивно е многу полоша ситуацијата од кога што било тогаш, од кога сега. И плюс заради урбаната мафија, што се кажува, или како се гради низ Скопје, низ Тетово и така натаму, затоа што тоа дефинитивно допридонесува за струењето на воздухот и за загаденоста, што не може ни да ја отфрли маглата, односно да ја прочисти маглата, бидејќи секаде имаме изградено, освен го знаете тоа во Скопје, секаде имаме изградено згради или какви било високи објекти, а исто се случува и низ другиве градови, така да тоа непланско градење што било почнато од почетокот на нашите политики кога сме се самостојле, а сето тоа натаму дефинитивно доведува да се наоѓаме во ваквата состојба како што сме сега. Јас би се надоврзала на вас со тоа што јас би кажала дека сите сме криви. Сите сме криви. И јас сум крива, и вие сте криви, и нашите родители, и нашите баби и дедовци, сите сме криви за глобалното стоплување. Чисто малце повеќе информации, иако може би се досадни. Глобалното затоплување не се случува прв пат на планетата Земја. Тоа се случувало од природни причини и претходно. Имаме докази дека тоа се случувало и ќе се случи пак. Од нас зависи кога овој пат. Васил спомна 1990, тоа се зема како мерењето на глобална температура, од тогаш се зема како просечна глобална температура и секој накачување на таа температура го мериме денеска и според тоа гледаме колку уствари е затоплена планетата и уште колку имаме време за да направиме некоја промена. Моментално просечното глобално затоплување е 1.3 целзиусови степени. Кога ќе дојде до 1.5 целзиусови степени, ќе настрадат малите островски земји и неразвиени земји. Кога ќе стигнат до 2 целзиусови степени, има неповратни последици. И тогаш само ќе идеме на адаптација на климатските промени. А блиску сме, многу сме блиску и ако не направиме сега нешто, ќе мора само да живееме со тоа понатаму. И може би нашите деца, нашите внуци нема да живеат во истиот свет како што живееме ние сега. И тоа е реално, тоа се случува. Има премногу научни истражувања кои што го докажуваат тоа. Не е теорија, не е некој што измислил нешто за да се плашиме. Тоа стварно се случува. И сите сме криви за тоа. Највеќе е крива индустријската револуција, но со развитокот на технологијата, која што го започнало глобалното затоплување, сега можеме да го намалиме. Имаме технологија која што овозможува на позелен начин ние да произведуваме енергија, имаме технологија која што ни овозможува на позелен начин ние да ја користиме водата, ние да ги користиме нашите ресурси, нашите дрва, сонцето кое што ние Македонија имаме меѓу најмногу сончеви денови во годината. И тоа е нешто што се занемарува кај нас. Мене ми е многу не знам, не ми е јасно како политичарите не разбираат дека не само што тоа е добро за природата и тоа е добро за земјата, има и голем профит, ама и дури ми е некако
смешно како може да не се разберат дека ако нели профитот е најголема цел кај нас моментално, дека има и многу профит таму. Сите сме криви за оваа ситуација и се што можеме да направиме тие мали промени кои што ги правиме ние секојдневно. Така да продолжиме да ги правиме тие мали промени. Баш така. Да, Краток коментар може само да додадам нешто. За тоа што го спомна Ева дека ќе има неповратни процеси кои што ќе се случуваат, има часовник. Интересно е што има часовник кој што го мери тоа. Климатски часовник, можете слободно да гуглнете климатски часовник и тој часовник е поставен сред Манхетан во Нью Йорк и брои колку време имаме ние до таа климатска катастрофа, односно кај што ќе има неповратни процеси, и сега имаме отприлика околу 6 години до тоа, така да се ближи и треба дефинитивно што од сега да се превземат за да го пролонгираме тоа. Тоа беше коментар. Да, баш така. Јас конкретно во школа учев за ова, бидејќи сум меѓународна паралелка и еден од предметите кои што ги имаме е географија. И имаме само 3 важни теми, од кои што едната е токму глобално затоплување, зошто настанува, како настанува, кои се последиците и што ние можеме да направиме. И во рамките на тоа учење правевме еден тест сите онлайн за нашиот еко футпринт, нели? Односно колку планети земји би ни требало на секој од нас доколку продолжиме да живееме така како што живееме. И она што мене ме шокираше е тоа што не само што на сите ни покажа резултат над една планета, значи минимумот беше 1,5 планета дека ни треба на нас, да речеме на мене како индивидуа, што еве нели не се фалам или нешто такво, меѓутоа мислам дека колку што можам се однесувам одговорно. Имаше деца кои што има 2 планети дека им требаат 2,5 планети, 3 планети. Меѓутоа, како што кажав, шокантното беше тоа што на никој не му беше доволно една планета. Од причина што начинот на кој што функционира светот денеска едноставно не може да ти е доволно една планета, затоа што сите сме нели навикнати на тој начин на живот и што се не. Сега тука всушност ми доаѓа и второто прашање кое што да речеме го спомна и Васил преку урбаната мафија и Ева преку профитот. И тоа се баш парите. Затоа што се зборува точно многу за климатски промени во последните години особено. Постојано се развиваат различни дискусии, еве, оваа емисија е една од тие. Меѓутоа многу ретко се збори за парите конкретно и тој фактор кој што сметам дека е можеби и најважен во посегнувањето и правењето на некои чекори. И е така ќе речам главна табу тема која што всушност ја прави разликата помеѓу индивидуата и општеството кога станува збор за борбата против климатските промени. Сега како пример тука би сакала да го дадам тоа веганство кое што го спомнав и претходно. Например, нели веганството е сега можеби идеалниот начин на исхрана, односно најзелениот начин на исхрана и секој нели кој што е еколошки свесен се стреми кон тоа да можеби не да биде веган, меѓутоа да конзумира помалку месо поради нели влијанието кое што има таа индустрија и продукцијата и што се не. Меѓутоа реалноста е дека во општеството, особено во македонското општество, да се биде веган е многу скапо. Значи, ретко кој може да си дозволи да направи една таква промена во своите секојдневни навики и токму поради тоа се откажуваат и велат нема сега што да правам и вака и така јас ако бидам веган ништо нема да сменам, нели? Или на пример брзата мода, така за која што многу често сега се повеќе и повеќе се зборува за тоа како треба да намалиме со конзумирање и купување од оние сите нели Зара, Бершка, што и да е. Меѓутоа повторно не секој може да си дозволи да се откаже од таа навика и одеднаш да почне да купува рачни производи или етички создадени парчења на облека. Сега тука им е всушност прашањето како една индивидуа која што сака да прави еколошки свесни чекори може тоа да го прави без да зависи од она финансиско прашање. Еве, ако од утре сакам да станам еколошки свесна и да правам добри чекори, зелени чекори, како да го правам тоа ако не располагам со финансии? Едукација. Тоа е мојот одговор. Едукација е примарно проблемот кај нас, ако збориме. Може би и на глобално ниво, ама немам доволно информации за да го кажам тоа. Меѓутоа, едукацијата е дефинитивно голем проблем кај нас. Имаш среќа што ти си учела по географија за климатски промени, меѓутоа многу не учиме за климатски промени по географија или по биологија или да спомнуваме за аерозагадување што не е поврзано со климатските промени и со глобалното затоплување. Тоа се две различни работи кои што тешко кај нас се одвојуваат
бидејќи нели луѓето бидејќи нема доволно едукација се ги поврзуваат едното со другото. Меѓутоа, според мене дефинитивно едукацијата е најбитна, бидејќи не може да се добие од образовниот систем бидејќи него овозможува тоа моментално. Се едуцираме сами по себе или некој што знае добиваме информација таму. Јас и Васил имавме среќата да бидеме дел од проектот за младински амбасадори за климатски промени, каде што ние поминавме цел курс за климатска дипломатија и ги добивме овие информации кои што ги имаме сега, меѓутоа наша одговорност е сега да ги споделиме овие информации. Наша одговорност е, барем јас го гледам како моја одговорност, јас да споделам и се повеќе луѓе да стигнат до информациите кои што јас ги имам. Не се фалам дека ги имам информациите, само сакам луѓе да ги знаат стварите што ги знам јас. И не треба да си веган за да бидеш екоактивист, не треба да чистиш секој викенд на водно за да си екоактивист. Треба да сакаш да направиш промена и да почнеш од најмалото нешто. А најмалото нешто според мене е едукацијата. Можеш да отвориш на klimatskipромени.mk, тоа е нашиот македонски сајт за климатски промени, можеш да отвориш на многу сајтови, само напиши климатски промени, ќе ти искочи се што ти треба од информации, ако доволно си заинтересиран. Се согласувам дека веганството кај нас не само што е скапо, туку и не е толку пристапно. Немаш секаде во секој кафич млеко од овес или млеко од соја, немаш во секој маркет нели рифил, не знам како се вика на македонски, рифил саници за да си наполниш сам во стаклени како се викаат, во стаклени джарс за да купиш, бидејќи веганството не е само нејадење на месо и продукти од животинско потекло, туку е и да си го смениш начинот на живење. И тоа можеби е тешко да се направи целосно, но малце по малце може. Не треба да си многу финансиски, нели да имаш финансиски предиспозиции за да можеш да го направиш тоа. Има едни дечки што продаваат бамбусови четки за 100 денари, што се прилично малце поскапи од обичните четки за заби, и тоа е едно нешто што можеш да го направиш. Можеш да отидеш во Go-Green, како го нас, и да научиш нешто повеќе, да отидеш на некоја акција да чистиш. Има многу ствари кои што можеш да ги направиш, само битна е желбата. Ако имаш таа желба, можеш. И битно е да не се откажуваме, бидејќи многу често сега поготово слушам луѓе кои што има тешко да доаѓаат до таа дилема каде што окей, јас знам дека правам разлика, ама дали уствари тоа што го правам јас прави доволна разлика? Дали прави доволно промена? И тоа е многу актуелно и скрос нормално сите екоактивисти, сите млади кои што барем малце се залагале за таа тема, го имаат поминато тоа, меѓутоа прави разлика. Затоа и од преска ги зборам овие мали нешта, бидејќи сметам дека е многу битно да се споменат, многу е битно да има поддршка меѓу нас активистите, со се вас, Калина и Јана, бидејќи чим седите тука со нас и го правите муавето, вие сте екоактивисти. Не мора вие да го имате, не мора никој да ви даде таа титула за да бидете. Јас би се натоврзал со неколку практични работи што мислам дека може секој да ги направи дома, пошто често купуваме, често имаме 100% повеќето од нас имаме дома шишиња, се прашуваме што да правиме со шишињата. Има многу нешта што можеме да направиме со тие шишиња за да ги реупотребиме, односно да им ја пренамениме. Не испиле Кока-колата, што да направиме со сега. Што направиме сега со неа? Имат на интернет милион работи кои што може да ги направите дома, не само од шишиња, туку од различни работи кои што ги имате дома. Нашиот е проблемот е кој што ние ги фрламе сите работи кои што мислиме дека не може да се употребат, а тие навистина може неколку пати да ги реупотребиме. Така да сега ново може и со пластични шишиња и да се фрлат во контейнерите што се во кај општина центар, каде што се добива на некој за секој шише одреден паричен одоместок, така да ете. И со самото тоа со тие шишиња што ги чуваме по дома, дури да ги чуваме по дома, можеме да ги искористиме за различни работи, ама ете и да ги ставиме за рециклирање. Исто така со облеката дефинитивно се слушам дека премногу облека купуваме како луѓе и за многу мали работи од нашата облека, дали не знам си флекала, не знам дупче се направила зашто сме млади, нели не ќе ме излеземе така, и често тоа ја фрламе облеката или веќе не ја носиме и само така сте. Ама можеме тоа да додадеме на тоа место, не знам, беч, да се
да се зашие бедж или некако креативно, за да може да биде за да може да се употреби така. Знам дека сестра ми имаше направено од фармерки што беа од фармерки што веќе не ги носеше, не знам дали беа скинати некаде и ги имаше скратено фармерките за да направи шорцеви. Така да мислам дека има и начини кои што можеме да ги има многу да работите. Би поттикнал да истражи луѓето зашто може од тие дома работите да се пренаменат, да се користат. Лично дома имам многу такви работи што се пренаменети од една за друга работа. Мислам дека тоа е доста корисно затоа што нема потреба, стварно нема потреба да купуваме толку многу кога зборуваме за облека. Нема потреба толку многу да купуваме, туку може само да редизајнираме или да ја смислиме различно, тоа што дури ќе бидеме уникатни и ќе се издвоиме според мене, што мислам дека и тоа би било интересно да се види, па така да започнете тренд на реупотреба на облеката, па да видиме некои интересни дизајни што би направиле луѓето. Ако може само да се надоврзам во однос на облеката, не спомнав ништо, скоро се изумив, забегав на друга страна. Нешто што мене ми е многу интересно и некако ме чуди што повеќе луѓе не го прават, тоа е поготово сега се враќа модата од пред многу години, така има многу парчиња кои што биле многу актуелни пред неколку години и сега се повторно актуелни. Јас ги зимам од мајка ми стари парчиња, стари звонарки, некои кошулки што биле тогаш во мода и сега се враќаат и ги носам. И тоа е еден начин на користење на облека. И можеш, например, да земеш истата мајчка и да ја скомбинираш на 16 различни начини. Социјалните мрежи ни овозможуваат тоа да го видиме. Дури видов и некое клипче како си прават купаки од долен веш. Многу интересно изгледа. Не можеш да приметиш дека е долен веш. Скрос изгледаат на купаки. Стварно има многу начини на кои што можеш да ја реупотребиш твојата облека, како што кажа Васил. И тоа со шорцевите не го направила само сестра, ти си да го преме, тоа со шорцевите и со фармерките. И не само тоа, сестра ми дури од долниот дел што останува, што ќе се сече, си прави прибори за пенкалца и за такви ствари. Така да има многу, само треба да сме креативни и да сакаме. Вака кога ве слушам, многу ми е убаво што не знам, некако се чувствам оптимистична дека има работи што може да се прават, дека не е тоа туку така, дека не треба само да гледаме на црните сценарии од сето ова што се случува, туку напротив, еве, например, кога ми е досадно што направам, ќе си направам прибор од скинатите фармерки. И со тоа ќе помогнам многу сама на себе, меѓутоа, нели, колку толку и на планетата, како што каже Ева, дека секој чекор се вреди. Па со ова би сакала и да го поставам моето последно прашање за денеска. А тоа е, дали сте вие реално оптимистични, не за моменталната состојба на климатските промени, туку за моменталната состојба на климатското движење, на тоа еколошко движење, особено би дала тука фокус на младите. Значи, колку е тоа во моментов развиено токму кај младите, дали сме на добар пат и дали долгиот пат ќе го биде или нема да го биде? Ќе го биде дефинитивно. Малце е потешко да влијаеш на постарите, бидејќи нели сепак се постари, си имаат оформени своји ставови. И многу голем дел од повозрасните луѓе не ќе да мрдат од нивните ставови, што е целосно разбирливо, но сега имаме нови генерации кои што многу се разликуваат од начинот на кој што израснале минатите генерации. Многу имаат поголем присуп до информации, многу имаат пореална слика за што се случува во светот. Сакале или не, оние гледаат таа слика. Бидејќи се на телефони уште од најмала возраст, бидејќи гледаат телевизија по дома уште од најмала возраст, пристап имаат до информациите. И сметам дека се повеќе и повеќе има младински активисти, тоа многу ме радува. На секакви теми, не само за климатски промени, има многу младински активисти кои што можеби кај нас се тргнати на страна и ставени на втор план, може не на втор, на 16 план, ама сепак ги има и кога ќе запознаеш некој активисти, ќе видиш дека имаш нели слична цел, слична страст со него, одма тука почнуваш да збориш, да дебатираш на што може да правиме, ајде да направиме акција за чистење, ајде да направиме ова, ајде да направиме она. Јас и Васил направивме во 2019 новогодишна свирка кај нас во училиште во Карев, со тоа што влезот беше две пластични чешиња или една празна батерија. И тоа беше еден начин на кој што мораа да земат пластични чешиња од дома и да ги донесат тука. И собравме голема количина.
Можеби Васил ги знае точните бројки, ја не ги памтам. Меѓутоа има многу што се прави, има многу што да се прави. И има многу луѓе што прават. И се повеќе кога навлегуваш во тие мрежи што ги спомнав, ти инспирираат и повеќе да правиш. Така да некако испаѓа долгиот план дека ќе испадне. Не знам, пред некој ден слушав презентација на еден дечко од Германија што е дојден тука, израснал во еколошко село и ми беше многу фасцинантно за тоа што не звучи реално начинот на кој што они живеат, меѓутоа е доста реално. Селото постои 24 години. 24 години едно мало село во Германија функционираат на тој еколошки начин. И луѓето од страна го дискриминираат тој начин. Меѓутоа они си постојат. Така да има надеж. Јас би надополнил со тоа што ме праша дали, мислам, Ева ме праша дали знам колку пластика и колку батерии собравме. Собравме околу 16 кила пластика и околу 13 кила батерии, празни батерии, што мислам дека е доста голем успех. Кога зборуваме за и општо за активизмот, на која страна се движи кај нас и во Македонија на глобално ниво, седам дека бидејќи сите тие проблеми кои што нас не за сега стануваат се посериозни, веќе се продлабочува и веќе не мора нешто да се преземе, и седам дека тоа е првиот мотив што се јавува кај секој млад човек, да действувам за нешто што знам дека утре може мене ќе ми штети. И мислам дека и тоа е причината зашто се појавуваат се повеќе младински активисти во Македонија и на регионално ниво, движења регионални, на европско ниво, на светско ниво, што знаат, ја почнуваат да разбираат заради преплавот на информации кои што го имаме на социјалните мрежи, почнуваат да разбираат која е сериозноста на секој проблем кој што го имаме. Го забележуваме тоа многу се забележува за образованието во Македонија. Како младите, како средношколците не сакаат вакво образование и цело време многу чести протести има. На неколку години веќе цело време има протести, дали за матурантите, бидејќи ние сме најпроблематичните односно со матурата, ама не само тоа. Туку и загадувањето, се почести протести има кои што се иницираат од младите. Знаеме дека протестот кој што беше претходната година, може не беше организиран од младите, но сепак тие го истуркаа, тие беа излегува на часови и се до тоа. Сметам дека се движиме на добар пат затоа што имаме разбрано дека постојат проблеми во нашето окружување и нели на регионално и на глобално ниво, и со самото тоа што имаме разбрано, знаеме, прифаќаме дека постои проблем, почнуваме да прифаќаме дека постои проблем, се повеќе и повеќе ќе почнуваме да се активираме. Ќе се активираат младите и идните генерации, затоа што знаат дека сега треба да се реши овој проблем, така да дефинитивно јас сум оптимистичен и сметам дека само наредниве години ќе гледаме се поише и поише активисти, поише луѓе од различни возрасти. Мислам дека ќе повеќе и старите генерации ќе почнат да се вклучуваат, затоа што младите ќе заземат преголем замав и ќе сватат и возрастните дека постојат овие се стварно такви проблеми. Затоа што тоа се случи и за сега, за матурава, кога се протестираше, кога се бойкотираше, доста и возрастните има реакции, така да сметам дека кога ќе се дигне младината за било кој проблем, ќе сватат и возрастните, ќе го идентификуваат и како они, така веќе ќе имаме движење од многу помасовно и ќе можеме да ги решиме суштинските проблеми, како проблемите со климатските промени, како проблемите со образованието. Така да само со текот на годините сметам дека ќе се зајакнуваат и ќе стануваат поконкретни движењата, тоа ќе резултира со почнување на решавање на некои системските проблеми кои што ги имаме и на регионално ниво, и на локално ниво, и на глобално ниво. Баш ми е мило некако што на ваква светла нота завршуваме. Не само заради вашите оптимистични прогнози, туку мене лично ми е многу драго што ве гледам вас двајца пред се, колку сте борбени и колку со страст зборувате за ова што се случува и некако баш и со вашите конкретни примери се навраќам и јас на сите тие младински движења и младински бунтови кои што ги гледам години и години наназад и колку тоа е навистина една светла точка во овие мрачни времења, да речеме, и сите тие мрачни прогнози не ми изгледаат толку страшни
кога го гледам бунтот на конкретно на младите. И се согласувам дека како што минува времето, дека уште повеќе ќе бидеме заангажирани и дека можеби на крајот на криштата и нема да биде толку мрачно колку што сето тоа е предвидувано. Па еве Ана, ќе те прашам и тебе, дали имаш нешто да додадеш за крај? Дали мислиш дека одговоривме на темата која што ја зададовме? Јас би сакала најискрено да ве кажам дека со се што денеска споделивте со нас, ме инспириравте и многу ме мотивиравте од денеска да бидам поинаква личност која што многу повеќе ќе се заинтересира за оваа тема заради тоа што навистина е важна и вашите зборови навистина ми помогнаа мене лично и се надевам дека сите оние кои што ќе имаат можност да ја слушнат оваа емисија ќе исто така ќе се инспирираат од вас, ќе истражуваат и како што каже Ева ќе направат мала промена бидејќи таа мала промена е навистина голема понекогаш. Така што ви благодарам што прифативте да учествувате во нашата денешна епизода. Се гледаме во некоја наредна прилика и до подобри времиња. Фала ви на вас за поканата уште еднаш. Фала за можноста да може да споделиме нешто што ние знаеме и да едуцираме некои луѓе, можеби. Надежно. Фала ви, дечки.